Не случајно е овој предмет одбран денеска да биде во групата на овие предмети, каде што постои политичка заднина, поради тоа што директно е пријавен и министерот за здравство како еден од лицата кои што сметаме дека се индиректно виновни за смртта на маличката Тамара, а пријавени се и други лица кои што членуваат во првостепената и второстепената комисија од Фондот за здравствено осигурување, кои што се високи партиски функционери во владеачката партија, па затоа и сметаме дека овој случај има и политичка заднина, а фактот што јавното обвинителство се уште не постапува по кривичната пријава, која што е поднесена со правна поддршка од Хелсиншкиот комитет, меѓутоа првенствено од мајката на Тамара, Жаклина Димовска, исто така ни остава сомнаш дека со предметот се тактизира и дека не се одлучува дали ќе биде поднесен обвинителен акт токму поради тоа што некои од пријавените се партиски поврзани. Целата голгота на семејството Димовски всушност започнува во 2014 година, во месец април, кога првпат се поднесува барање за да може на Тамара да се овозможи лекување во странство, поради тоа што во Република Македонија нема услови за таква операција. Во самото барање од страна на клиниката Тоарил пишува дека предметот е итен и всушност фондот требал да донесе одлука во рок од еден ден во ваквите случаи. Меѓутоа, првостепената комисија донесува одлука посам 6 месеци. Во моментот кога е поднесено барањето, искривувањето на рбетот на Тамара беше 65%, а додека одлучила првостепената комисија, значи во наредните 6 месеци стигнува до оштетување од 80%, што директно влијае на останатите органи, особено на незиното срце и на белите дробави. Потоа мајката го обжалува ваквото решение. Второстепената комисија носи одлука во законскиот рок, меѓутоа ја потврдува првостепената одлука, кажувајќи дека всушност во Република Македонија постојат услови да биде извршена ваква операција, иако конзилијарното мислење од две клиники е дека не постојат услови да биде извршена ваква операција, без при тоа да кажат кој може да ја изврши оваа операција. Мајката поднесува второ барање, значи, кон крајот на 2014 година, од фондот повторно одоговлекуваат постапката и ги бараат таа да ги достави сите документи, иако веќе имаат оформен предмет. И во меѓувреме одлучуваат позитивно, иако состојбата нели останува иста, дури и се влошува, одлучуваат позитивно и најголемата морбидност во случајот е што и го испраќаат решението позитивно 2 дена од како Тамара всушност починува. Од овие причини, откако ја добивме целата документација во случајот, утврдивме дека постои несовесно работење во Фондот за здравствено осигурување и ги пријавивме сите членови на првостепената и второстепената комисија за несовесно работење во службата, вклучително и директорите на Фондот за здравственото осигурување, додека за министерот Никола Тодоров исто така поднесовме пријава за злоупотреба на службената положба и овластување, поради тоа што како случајот добива медиумска покриеност, тој изјавува без при тоа да има овластување дека фондот ќе ги покрие сите трошоци за операцијата на Тамара, а понатаму воопшто и не постапува. Значи, министерот за здравство нема такво овластување согласно законот да каже дека фондот ќе ги покрие овие средства со што ја злоупотребува својата службена положба и овластување. Во меѓувреме, по смртта на Тамара, сакам да потсетам дека се случи голем протест и на некој начин и семејството и сите граѓани извојуваа одредена победа, мала победа, со тоа што за прв пат се случи директорите на одредена јавна институција под притисок на јавноста да дадат оставка. Меѓутоа, кажувам дека ова е мала победа поради тоа што тоа не ги исклучува од кривична одговорност,
и јавното обвинителство се уште се нема произнесено, значи што се случува со постапката. Ние се обративме и до Висшето јавно обвинителство со цел да изврши надзор над работата на основното, меѓутоа добивме одговор дека нели постапката е во тек, дека основното јавно обвинителство прави се што е потребно за истрагата, меѓутоа една година сметам дека кога сторителите се познати, дека е одоговлекување на постапката и затоа сметаме дека со конкретниот случај се тактизира. Овој случај, сакам да кажам дека ја отвори Пандорината кутија за она што се случува во здравството. После овој случај голем број на луѓе се охрабрија и почнаа да пријавуваат во Хелсиншкиот комитет дека всушност не постои здравствена заштита во Република Македонија, дека нашето јавно здравство е буквално во распад. Иако Уставот ни ја гарантира здравствената заштита, меѓутоа со несовесното работење на сите институции директно се загрозува и правото на живот во Република Македонија. И од тука сакам, како што кажа Јуранија, да кажам дека овој случај не смее да се заборави, дека ќе го тераме буквално до крајот, а се надевам дека и јавноста која цело време беше поддршка на семејството, ќе остане до крај да известува за овој случај и се гледаме утре пред јавното обвинителство во 12 часот.